А прв со кого разговараме во рамките на оно што ние го нарекуваме локална борба со коронавирусот е господинот Живко Силјановски, градоначалник на општина Македонски Брод. Господине Силјановски, добро утро. Дали се слушаме со господинот Силјановски? Се слушаме, повелете. Добро утро, господине. Каква е ситуацијата во Македонски Брод, особено што ова интерактивна мапа која што секојдневно се ажурира вели дека во Македонски Брод има 2 активни случаи на коронавирус? Така, според мапата што е даде Министерството за здравство, во Македонски Брод има регистрирано два случаеви, но за жал на вистината тие случаеви не се, тие пациенти не се од Македонски Брод, тие се од општина Пласница. Ама пошто епидемиолошки Македонски Брод го покрива тие Пласница, затоа се водат како во Македонски Брод. Добро, на крај крајва не е ни важно од која општина се, важно е луѓето, нели, да им го посакаме најдоброто, да ја победат оваа битка. Каква е ситуацијата генерално во Македонски Брод? Претпоставувам дека како општина работите состојбата во Македонски Брод досега е добра, немаме ни еден заразен, немаме ни еден што е во самоизолација. Во село се почитуваат препораките од владата и од Министерството за здравство. Голема благодарност до сите жители на општина Македонски Брод кои во целоски почитуваат препораките донесени од владата и од Министерството за здравство, и затоа ми се чини дека досега состојбата е одлична. Немате некој што за полициски час има некакви потреби да излезе надвор? Немаме, соработката со полицијата е на едно високо ниво, луѓето се свесни, нема некои прекршувања, имаме соработка и со Министерството за со здравниот дом во Македонски Брод, полицијата, Центарот за социјални грижи, така да досега немаме никакви проблеми на територијата на нашата општина. Граначалниче, тоа што во моментов можеби се малку олеснети обврските на општината, бидејќи потребите на граѓаните се намалени, а не работат и некои од локалните, па и нели државните установи. Претпоставувам работите со намален капацитет, дека тоа го правите со помалце луѓе во канцеларија, повеќе на телефон или видео врска, меѓутоа што е она што во моментов можеби е предност во една ваква ситуација за општината да своето внимание го насочи кон други активности или планови? Предноста ние сите моментално работите се намалени, се работи во помал обем, да има што помал контакт со луѓето. Ги почитуваме, реков, препораките од владата, се заштитуваме. Така. До сега состојбата е добра, немаме ни еден заразен. Тоа е најбитното. Така е. Уште една работа само и ве ослободувам. Уште едно важно прашање кое што се наметнува во македонската во државата е состојбата со образованието и што ова значи за генерациите кои што веќе 2 и 3 месеци не следат образовна програма. Да, властите велат дека никаде ова не се очекуваше, па така и ќе има аномалии и пропусти. Но какви се потребите на граѓаните, односно што е оно што вие го добивате како известување од нивните родители? Можат ли децата да ја следат образовната програма непречено? Јас мислам дека најбитно е здравјето на луѓето воопшто, а иначе дечината си ја следат програмата од наставниот кадар и досега немаме некои поплаки дека имаме некои проблеми во нашата општина. Да. Добро, како што информиравте, како што брифиравте во утрински брифинг, за сега, еве овие 3 месеци, ако се земе коронавирусот, мислам ако се стави на страна коронавирусот, во Македонски Брод се функционира на едно високо ниво. Така и ви посакувам да продолжите да се чувате и се слушаме во некој нареден прилика. Фала ви многу. Фала ви.